Мојсей е најпознатиот водач, религиозен водач во историјата на израелците. Значи Бог преку него действувал на разни начини и правил многу чуда. Ќе се сетите дека од тоа што го читаме во Библијата, читаме дека Бог преку Мојсей ги изведе израелците од Египет и требаше да ги воведе во ветената земја заедно со Мојсей. Мојсей направи нешто измеѓу, кој на крај Бог му рече нема да ја видиш ветената земја. Но Бог ги изведе израелците под водство на Мојсей од ветената земја, од Египет, им го даде законот во пустината и ќе се сетите дека 40 години ги водеше во пустината. И беше многу важен човек, Мојсей, за израелците. Замислете колку била тешка работата која што Мојсей работел во тоа време, бидејќи да бидеш водач на народ, ние читаме тоа само во 5 книги од Стариот Завет, тоест во 4 книги од Стариот Завет како тоа изјавува. Колку многу детали има кои што не се запишани, со кои што Мојсей требало да се расправа. Значи, некој пат е тешко да се води црква, Демире тука пастор ќе знае, да се води црква од 20-30 луѓе, а камоли народ од 1-2 милиона. Во пустина. И секој ден нешто им фали. Секој ден се буна за нешто. Секој ден нешто они викаат, не требаше вака да биде, требаше вака да биде. И била многу тешка работа таа Мојсей кој што имал, ама им бил на благослов на луѓето. Не бил совршен водач, ама бил добар водач. И нема совршени водачи. Има добри и лоши водачи. Мојсей бил добар водач и Бог нас не благослови долги години со добар водач преку пастор Васе. И доаѓа период кај што во Второзаконие, 5 книга Мојсеева, 34 глава, таа последна глава се опишува смртта на Мојсей. Кај што вика, дојдо израелците до ветената земја, до границите на ветената земја и Бог вика му рече на Мојсей, ајде читаме Второзаконие, вика 34 глава. Вика, тогаш Мојсей се искачи на рамнините Моавски на планината Нево, на врвот Фазга спроти Јерихон, и Господ му покажа целата земја од Гала дури до самиот дан. И после му вика 4 стих, и му рече Господ на Мојсија, ете ја земјата за која се заколнав на Аврама, Исака и Јакова, велики, на вашето семе ќе ја дадам, ти ја покажав на очите твои, но ти таму нема да појдеш. Многу тежок момент за Мојсей. Затоа што ги водил израелците 40 години низ пустината, на крај Бог му вика, до тука е твоето. И кога се случило тоа, кога Мојсей отишол при Господа, било многу тежок период за израелците, бидејќи сигурно имале многу прашања. Како ќе продолжиме сега напред? Што е следно? Кој ќе биде водачот? Каков ќе биде водачот? Што не чека таму од другата страна сега на границата? Многу прашања, многу како, што, зошто, кога и така натаму, многу непознати. И Бог им прозбора. И затоа читаме во следната книга, значи ова е 34 глава, последна глава од 5 книга Мојсеева и после неа иде книгата Исус Навин. И тука Бог му зборува на Исус Навин за тоа што е следно. Не му дава детален план, му кажува генерално клјано што е следно. И ние денеска не сме израелци, мислам не сме дел од израелскиот народ, но сме дел од Божиот народ. И како луѓе кои што се дел од Божиот народ, ние се соочуваме со не скроз иста ситуација како израелците, ама слична ситуација како израелците. Бидејќи Бог долги години ја благослови оваа црква со водач, и еднаш водачот го нема, не е помеѓу нас, кај Господа е. И се наоѓаме во слична ситуација и си викаме, сигурно си викаме, многу од нас се прашуваат што понатаму? Како понатаму? И така натаму. И тие се логични прашања, тие се реални прашања кои што си ги поставуваме, ама во оваа ситуација, тука каде што читаме сега за Исус Навин, за смртта на Мојсей, и после тоа како Бог му говори на Исус Навин, имаме патоказ, имаме совет, имаме имаме Божи збор за тоа што понатаму. Бидејќи ние немаме денеска пред нас ветена земја како што имале израелците која што требало да ја освојат, нели? Ама ние имаме ветувања Божи кои што се во оваа Библија, кои што, ако може така да кажам, треба да ги освоиме со вера во Бог. Треба да живееме во нив. И Бог му проговорил на Исус Навин и му кажал што е тоа што ќе се случи понатаму. И што е тоа или каква е таа паралела која што може да направиме помеѓу оваа ситуација, израелците и смртта на Мојсей како нивни водач и евангелска соборна црква и тажната смрт на пастор Васе, како наш водач на црквата. Има работи кои што може да ги научиме. Знаете, Божиот збор
Не го вработува буквално секој детал од нашите животи, ама генерално гледано ни дава патокас, ни дава насока за тоа како да се сочуваме со одредени ситуации во животот. И во книгата Исус Навин верувам дека ги наоѓаме главните Божји совети, главните Божји зборови за тоа што понатаму. Пред над се тоа се однесувало за израелците во тоа време, но исто така ние денеска можеме да извлечеме полука од сево ова. И патем кажано, ова не се однесува само на контекстот за кој што збориме сега, дека ние како црква минуваме со одредена загуба на не само на двајца луѓе, важни луѓе во историјата и во градењето на оваа црква, туку овие Божји совети се однесуваат верувам на секоја загуба и лична загуба, бидејќи ние имаме сега најкоче на колективна загуба како црква, но исто така секој еден од нас доживува и ќе доживува лични загуби во животот. Без разлика дали стана збор за загуба на личност која што е блиска или пак можеби некој пат станува збор за загуба на некои средства, некој пат станува збор за некои ресурси, некој пат станува збор за загуба на здравје, на пари, на што и да е, на можности, на пријатели. Секој еден од нас ќе се соочи со таква работа, со таква ситуација во животот. Секој од нас си има и ќе си има Мојсей, ако можеме така да кажеме. За израелците Мојсей бил нешто што било многу вредно и нешто што било многу скапоцено. И го загубиле. И секој еден од нас, како што нашата црква имала нешто вредно што го загубила со смрт на двајцата водачи, на дедо Божи, на пастор Васе. И секој од нас, не само тоа како колективно, ама секој од нас и лично ќе има загуба. И така да денеска сакаме да размислуваме во контекст на колективна загуба и така и исто така да се размислувате во контекст на лична загуба, некој пат семејна загуба. Секој еден од нас има Мојсей. Ај така ќе кажеме, и во овој случај, во контекстот на овој текст, Мојсей ќе биде синоним за нешто што ни е мило, за нешто што ни е драго, и нешто што веќе не е помеѓу нас. И кога се сочуваме со таква ситуација, Бог има што да ни каже. Книга Исус Навин, 1 глава, од 1 до 9 стих читаме. Вика, по смртта на Мојсеја, слугата Господов, Господ му рече на навиновиот син Исуса, служител на Мојсеја велејки: Мојсей, слугата мој, умре. Затоа сега стани, мини преку оној Јордан, ти и сиот овој народ во земјата, која јас им ја давам на синовите Израелеви. Секое место на кое ќе стапнат стапалата на нозете ваши, вам ви го давам, како што му реков на Мојсеја. Од пустината и од Антиливан дури до големата река, реката Еуфрат, целата земја хетеска. И до големото море на запад ќе бидат ваши предели. Никој нема да устои пред тебе преку сите денови на твојот живот. И како што бев со Мојсеја, така ќе бидам и со тебе. Нема да те оставам, ниту ќе те презрам. Биди цврст и храбар, зашто ќе му разделиш земјата на овој народ во наследство за која им се заколнав на татковците нивни дека ќе им ја дадам. Само биди многу цврст и храбар и грижливо пази го, извршувај го се она што ти го заповеда слугата мој Мојсей. Не се отстранувај од сето тоа ни надесно, ни налево, туку постапувај разумно во се што ќе преземаш. Да не се одделува од устата твоја оваа книга на законот, туку поучувај се од неа дење и ноќе, за да разбереш како ќе го извршуваш се она што е напишано во неа, зашто тогаш ти ќе имаш успех во патиштата твои и умно ќе постапуваш. Еве, ова ти заповедам јас: биди цврст и храбар, не плаши се и не се ужасувај, зашто Господ, твојот Бог, е заедно со тебе каде и да одиш. Какви зборови на утеха се овие во време на загуба? Сигурно Исус Навин се мислел што ќе правиме сега? Никој нема водачот. Тој кој што ни водеше, тој кој што се застапуваше за нас, тој кој што се жртвуваше за нас, тој кој што животот свој си го посвети за да ни служи нас, го нема. Што ќе правиме сега? И Бог вика, ја ќе ти кажам што ќе правиш. Што ќе правите? Ќе продолжите напред. Да, не е лесно, ама ќе продолжите напред. Зошто? Вика, јас сум со вас. И Мојсей бил голем благослов за израелскиот народ. Бог им го дал да ги води, Бог им го дал за да ги упатува и од денаш тој благослов го нема. И таа реалноста со која ќе се соочиме многу често во животот, а тоа е дека благословите не се вечни. Бог ни дал благослови често во животот, ни дал луѓе, ни дал средства, ни дал ресурси, а Бог не ни ветил дека вечно ќе бидеме со нив. Доаѓа момент кога Мојсей ќе го нема. Без разлика дали станува збор, пак ќе речем Мојсей за човек или за ресурси, за средства, за што и да е, за здравје, доаѓа момент кога некои од тие работи наставно не напуштаат во животот.
освен спасението на нашите души, кој се добива преку вера и покаяние. Се друго во животот може да загубиме и кога тогаш ќе го загубиме. Или ќе ни биде одземено од нас, или ние ќе бидеме одземени од тоа нешто. И таа е реалноста на животот. Без разлика дали стана збор за семејство, за деца, за пријатели, за што и да. Или ќе бидат одземени од нас, или ние ќе бидеме одземени од нив. Ниту еден благослов не е вечен. И како што Мојсей бил голем благослов за народот, ние така имавме водач кој што беше голем благослов за нас, ама сега прашањето е што понатаму како тој благослов на некој начин не е веќе помеѓу нас. И тоа е едно прашање кое што си го поставувале сигурно израелците во тоа време. Мојсе 40 години се навикнавме на него, не водеше. Патем кажано, тука вели дека израелците вика плачеа 34 глава 2 закони, вика плачеа 30 дена по Мојсей. Интересно е тоа што плачале по него, ама кога беше жив не секој пат го слушаа. Значи тоа е многу интересно, ние луѓето некој пат сваќаме што сме имале во животот, тогаш кога ќе го загубиме тоа нешто. Ама вика плача по него 30 дена и после некој време Бог на некој начин му се јавува на Исус Навин и му вика време да продолжите напред. Тешко е, да, тешко е. Ги нема луѓето кои што ги сакавте, го нема Мојсей како водач, ама мора да продолжите напред. И тоа е пораката за Божиот народ. Тоа е пораката, верувам, и за оваа црква денес. Тешко е, тешко е. Предска зборевме колку е тешко да дојдеш во црква и да не те пречека пастор Васил или пак Дедо Божи да не те пречека. Тешко е. Ама Божиот повик е продолжите напред. Ќе биде тешко и понатаму. Ама ќе продолжиме напред. И од целиот овој текст што го кажува Бог на Исус Навин е не да продолжуваме напред бидејќи во нас има сила. Сега ние ќе смогнеме сила и ќе тераме напред. Не. Бидејќи Бог е со нас и бидејќи Бог ни го вели тоа, дека Он ќе биде со нас и дека тоа негово присуство ќе ни даде сила, ќе ни даде поттик за да продолжиме напред. Ама секој пат кога сме имале нешто и после некој време го немаме, нешто што вчера сме го имале, ма денеска го немаме, ние се наоѓаме во некој период на транзиција, во период на премин помеѓу тоа што било и тоа што е. И тоа што ќе биде. И секој пат кога се наоѓаме помеѓу тоа што било и тоа што е, ние мора многу мудро да пристапиме на таа ситуација. И за израелците Бог им го кажува се ова затоа што знае дека ова е еден многу клучен период од историјата на Израел. Што? Кога Мојсей го нема. И јас би рекол дека исто така ситуацијата во која што ние се наоѓаме исто така еден доста клучен период. Што? Кога ни го нема водачот кој што не водил последните 15-20 години. И Бог вика продолжите напред. Плачевте 30 дена, вика на некој начин, не го кажува тоа директно, ама на некој начин вика плачевте 30 дена, знам дека ви е тешко, ама јас се уште имам мисија, се уште имам задача за вас. И иако таа мисија и таа задача беа дадени преку Мојсей за израелците, таа мисија и таа задача не беа врзани за Мојсей, туку беа врзани за Божиот народ. Затоа им вели, ајде сега станете и продолжете напред. Главното прашање за израелците било што кога го нема Мојсей. Еве го нема. И сега како ќе продолжиме понатаму? И Бог вика ќе продолжите со мене. Бидејќи силата на Мојсей не беше во Мојсей. Силата на Мојсей беше во Бог. Оној во кој што тој се надеваше, оној во кој што тој служеше. И како што Мојсей им остави пример на израелците за тоа што значи да се биде посветен на Бог, Бог нас ни даде луѓе кои што сега веќе не се помеѓу нас, се кај него, кои што ни дадоа пример за тоа што значи да се биде посветен на Бог. Дали беа совршени? Не. Ние и ти не сме совршени. Никој не е совршен. Ама беа добри водачи. И фала на Бог за тие водачи. Ја верувам дека израелците во времето на Исус Навин, колку и да некој пат нели биле во конфликти со Мојсей и не секој пат биле послушни, ама кога Мојсей отишол при Господа, сигурно израелците си викале: "Еј, што пропуштивме, какви водачи ни даде Бог? Како водач ни даде Бог во Мојсей?" И ние денеска фала на Бог што можеме да го кажеме тоа, бидејќи Бог стварно ни даде добри водачи во оваа црква која што веќе не се помеѓу нас. И треба да погледнеме назад и речеме: "И Господе, голем благослов беа тие за нас. Фала ти." И оно што му го вели Бог на Исус Навин покрај другото, на некој начин е како продолжи ти по патот по кој што тргна Мојсей.
Преку Мојсе ти дав закон, преку Мојсе ви се објавив и сега очекувам вие да продолжите да живеете во тоа откровение. И јас би рекол, верувам ќе се согласите дека кога тие водачи, двајца водачи за кои што збориме, кои што не се тука помеѓу нас веќе, дето Божени пастор Васе, има тие изодеа пат пред нас кои што верувам дека треба да го следиме. Не да бидеме луѓе кои што следат луѓе, ама да се угледаме, да земеме пример од нив, од нивните животи. Некој ќе му вика и Бог на Исус Навин, терај напред сега, по патот кој што веќе некој пред тебе го изодел. И фалам Бог да сите оние кои што изоделе пат пред нас, кои што ни покажале што значи да се живее живот посветен на Бог. Бидејќи да, ние читаме во Библијата што значи да се живее живот посветен на Бог, ама друго ќе имаш реален пример, жив човек од месо и од крв кој што е пред тебе и живее на тој начин. И му вика Бог на Исус Навин, нема да ве оставам јас. Секој пат кога се соочуваме со некаква загуба во животот, секој пат кога Мојсей веќе нема да биде дел од нашиот живот, и пак ќе речам Мојсей во контекст на оваа проповед и во контекст на овие стихови ќе го земеме како синоним за нешто што ни е мило, што ни е драго и што веќе го немаме како дел од нашите животи. Секој пат кога ќе го загубиме Мојсей, Бог доаѓа и ни зборува. И Божите зборови, покрај другото, ова не е крај. Тоа требало да го сватат израелците. Ова не е крај. Тешко е? Да. Ќе биде тешко? Нема да биде лесно, ајде така да кажеме, ама ова не е крај. Бидејќи кога Бог му зборува на Исус Навин, вика Мојсей, слугата мој умре, затоа сега стани, мини преку оној Јордан, преку реката, ти и сиот овој народ во земјата која јас им ја давам на синовите Израелеви. Кога Мојсей починал, Бог не му се објавил на Исус Навин и му рекол на Исус Навин, човек, Мојсей почина, што ќе правиме сега? Дај да свикаме состанок, дај да свикаме, викни ги сите старешини, нека даат идеја да видиме како ќе продолжиме напред. Не. Бог му рекол на Исус Навин, да, Мојсей почина, ама јас имам план. И планот е тој што беше и додека Мојсей беше жив. Имате ветена земја пред вас. Станете, земете и освоите таа ветена земја која што е пред вас. Божиот повик не умира со смртта на водачите кои што го водат Божиот народ. Водачите кои што го водат Божиот народ се многу важни личности. Ама кога тие веќе не се помеѓу нас, тоа не значи дека Бог вика и што ќе правиме се? Не знам што ќе правиме се. Вистинската црква ќе продолжи напред. Колку и да е тешко, колку и да има предизвици, колку и да има опозиција и притисоци и така натаму, вистинската црква ќе продолжи напред. Благодарна за добриот водач, за посветениот, за побожниот водач, ама насочена кон Бог, кон Божјото присуство. Тоа што израелците требало да го сватат е дека да, Мојсей почина, ама Божиот повик се уште живее. Божјата цел за нив се уште живее. Божјата мисија за нив е се уште жива и е жива како никој пат претходно. Бог им вика, ви ја давам земјата. Тоа кое што беше мојот повик за вас додека Мојсей беше жив, се уште мојот повик за вас сега кога Мојсей го нема. И тоа треба ние како црква да си го сватиме, дека Божиот повик за нас не е ниту намален, не е ниту исчезнат, истиот е. Како што беше пред 2 месеци, сега е истиот. Вие сте светлото на овој свет, вели Бог. Тоа е нашиот повик. Да светиме во овој свет. Да светиме за Него, Неговата светлина да им ја објавиме на другите. И кога ќе земете да читате книгата Исус Навин, ќе видите дека Бог им ја дава земјата на израелците, ветената земја. Тоа што Бог им рекол, што очекувам да правите, они го направиле. Зошто? Затоа што Бог бил помеѓу нив. Кога Бог му вели на Исус Навин, кога му прозборува, му вика стани, влези во таа земја и му вика јас ќе бидам со тебе. И тоа се може би од најважните зборови кои што треба да ги имаме на ум. Јас ќе бидам со вас. И без разлика дали станува збор за како што зборам некоја колективна загуба која што има како црква или пак вие лични загуби кои што сте си ги имале во животот, знаете колку е моќно тоа, колку е силно тоа Божја. Јас сум со тебе. И тоа е Божјото ветување за нас денес. Јас сум со тебе.
Ако минуваш низ некаква загуба, низ нешто непосакувано во животот, нешто кое што си изгубил некој Мојсе или нешто што е како Мојсе во твојот живот, што ти било мило и вредно и така натаму, Бог ти вика: јас сум со тебе. Некој пат е личност, кој ќе загубиме некоја личност како која што била дел од нашиот живот, Бог вика: јас сум со тебе. Некој пат нема да загубиме со тоа што таа личност ќе биде при Бога, туку ќе ја загубиме затоа што некој ќе ни сврте грб во овој живот. И Бог вели: јас сум со тебе дури тогаш кога тоа се случува. И тие се силни зборови. Верувам дека ќе посведочите дека кога би било најтешко во животот, може би не 24/7, ама имало моменти кога што сте наоѓали утеха во овие зборови. Јас сум со тебе. Кој знае каков ќе беше животот ако Бог не беше со нас? Кој знае како ќе минувавме низ трагедии, низ несреќи, низ непосакувани ситуации, низ ситуации во кои што Мојсей веќе не е помеѓу нас, ако Бог не беше со нас. И Бог им вика на израелците: повикот за вас се уште стои. Вие се уште треба да освоите ветената земја. Повикот за нас денеска се уште стои. Ние се уште треба да живееме во Божите ветувања и како што израелците пред себе имале ветена земја која што треба да ја освојат, така ние имаме ветување во кои што треба да живееме, така ние имаме луѓе на кои што треба да им сведочиме за Бог околу нас. И нека ни даде Бог да го насочиме фокусот на тоа во следниот период. Да, тешко е, ама ние мора да продолжиме напред. Мора да продолжиме напред со повикот, со мисијата, со целта која што Бог ни ги даде, а тоа е да бидеме светло на овој свет. Тоа е да бидеме негови амбасадори, да бидеме негови представници. И тој повик не е врзан за ниту една личност, не е ни за тебе, ни за мене, ни за било кој. Фала на Бог што имаме примери за тоа како треба се живее тој повик, ама дури кога тие примери не се помеѓу нас, Бог вика: очекувам вие останатите да продолжите напред. И тоа не ја негира тагата и болката која што чувствуваме за тие што биле помеѓу нас, а не се сега веќе помеѓу нас. Ама тоа само ни дава една подобра перспектива на ситуацијата. И потребно е, некој пат тоа што ни е потребно е само да имаме подобра перспектива на ситуацијата. Ја гледаме до оваа страна и Бог вика: ај гледаме од ситуацијата од понеква страна. И тоа им го дава на израелците во овој текст. Знам дека ви е тешко, знам дека не ви е сеено за тоа што Мојсей го нема, ама зборовите на утеха на Бог се: јас сум со вас. Знам дека Мојсей не е со вас, ама јас сум со вас. И сигурно кога израелците ќе погледнале назад и ќе сигурно си рекле: леле, глеј Бог што се направи преку Мојсей, и Бог вика: јас сум истиот. Истиот тој. Не се сменив јас. Како што му вика на Исус Навин: како што бев со Мојсей, така ќе бидам и со тебе. И тоа не негира важноста на Мојсей. Бог не вика тука: Мојсей почина баталија, сега со тебе си имам работа. Бог го уважува на некој начин Мојсей. Вика: да, ја бев со него, јас го дадов законот преку него и така натаму. Ама на некој начин вика: мојата мисија и мојот повик за вашите животи не е врзан за Мојсей. Вие како израелски народ се уште имате повик пред вас, имате предизвик пред вас, а тоа е да освојувате ветена земја. И луѓето се важни, водачите се важни, ама нивното отсуство никој пат не треба да го замени присуството на Бог. Тоа треба да го имаме много. И повторно тука, ајде одиме малце не само на црковно ниво, туку и на лично ниво. Отсуството на Мојсей, пак ќе речам, само ти си знаеш што е Мојсей во твојот живот. Дали е некоја личност која што не е дел од твојот живот, дали е нешто кое што си го имал, сега веќе го немаш и така натаму. Отсуството на Мојсей никој пат не треба да го засени присуството на Бог. Главната порака, мислам дека на ова што го читаме сега, на она што Бог му го кажал на Исус Навин: јас сум со тебе. Јас сум со тебе. И тоа се разбира со однесување на народот, не е само со Исус Навин, туку и на целиот народ, со целиот народ. И цело време го гледаме низ книгата и понатаму го гледаме дека да, Бог навистина останал со нив. И Бог навистина ги водел, иако не било лесно. Они имале предизвици. Земете, читате книгата Исус Навин, ќе видите колку предизвици, колку опозиција, колку притисоци имале. И понатаму после суди и така натаму не било лесно. Ама Бог останал да биде со нив. И Бог не одрекува нивната тага. 30 дена вика.
34 глава 8 стих. Вика и синовите Израил, второ законие. Вика и синовите Израилеви го оплакуваа Мојсија во Аравот Моавски кај Јордан, близу до Јерихон, 30 дена. А по деновите за плачење настана тага по Мојсија. Значи не само 30 дена што плачеле и после тоа тагувале. Замислете народ од 2 милиони луѓе, значи 30 дена да плачу и да не прави ништо друго, освен јадење и плачење не прават ништо овие. Толку им бил важен човекот. И Бог не вика, ајде доста плачете, ама им доаѓа период кога што им вика, добро, ама вие мора да продолжите напред. Било што било. Дури на некој начин има туку го има запишано еден мислител православен од Тихон Задонски, православен мислител 18 век. Го има кажано ова. Вика, до Царството Божјо стигнуваат оние кои после секој пораз, наместо да седнат покрај патот и плачат, тие одат напред и плачат по пат. До Царството Божјо стигнуваат оние кои после секој пораз, наместо да седнат покрај патот и плачат, тие одат напред и плачат по пат. Тоа е пораката за израелците. Во овој говор кој што Бог му го дава на Исус Навин. Тешко е, да, плачете по пат, ама терајте напред. И верувам дека тоа е пораката и за нас денеска. Тешко е, да. Тешко е некој пат, и ми чувствуваме болка во граѓата за тоа што луѓе кои што не се драги ги нема веќе помеѓу нас. Да. Ама не седете и плачете. Тргнете по пат, одете напред и плачете по пат. Тоа што требало израелците да го сватате дека не е дојден крајот. Крајот бил дојден за животот на Мојсе на земјата, ама крајот за нив како народ. Крајот за нивниот побег, за нивната цел, за нивната мисија. Не. Зошто? Пошто повторно се враќаме на тоа дека Божиот повик, иако Бог го исполнува својот повик преку поединци, ама никој пат не е врзан за поединци. И не зависи од поединците, туку зависи од самиот него. Но има две важни нешта кои што се врзани во однос на цела оваа работа. Значи збориме за тоа дека Бог го повикува Израел да продолжи напред, да освојува ветена земја и така натаму, и верувам дека Бог исто нас денеска не повикува да продолжиме напред, да бидеме сол, да бидеме светло за светот, за оваа околина кај што се наоѓаме тука. Ама ова Бог не ни го вели, ај са вие сами правите го, туку ни дава начини, ни дава средства како да го правиме тоа. Има две многу важни работи, а тоа е ова кај што му вика пред синаце е неговото присуство, кај што вика јас ќе бидам со тебе. 5 стих. Значи му вика Исус Навин, да, очекувам да продолжите напред, ама не очекувам да продолжите напред сами. Пробајте сами, ќе видите колку ќе биде тешко, и верувам дека некој од вас може да посведочи дека кога се обидуваш во своји сили да продолжиш напред кога ти е тешко, може ќе те држи ден, 2, 3, 4 и после некој време викаш ја не можам веќе. Ама кога доаѓаме кај Бог ќе речеме Боже, ја не можам, ама ти можеш, твоето присуство го сакам, твоето присуство да ме води, и тука веќе се менуваат нештата. Не дека од денес не станува супер и се розово во животот, ама Бог ни дава сила се справиме со предизвиците кои што се пред нас. Вика, како што бев со Мојсей, 5 стих, така ќе бидам со тебе и нема да те оставам, ниту ќе те презрам. И потоа му дава некои други насоки, нели му зборува нека законот биде, нека твојата уста не се оддалечува од законот и така натаму, ама и во 9 стих му вика зашто Господ твојот Бог е заедно со тебе каде и да одиш. Два пати Бог му вика на Исус Навин, му вика јас ќе бидам со тебе. За да не заборави. Знам дека има пред тебе ветена земја, знам дека ќе биде, нема да биде лесно, и патем кажам на Бог не му дава детален план на Исус Навин. Еве сега, прво со овој цар ќе се бориш, па со тој цар, па со тој и така натаму. Му вика, имаш ветена земја пред тебе, имаш предизвик пред тебе, имаш повик пред тебе. Нема ти дам детали за се што ќе се случува понатаму, ама ќе ти дадам една многу важна работа, а тоа е да знаеш дека јас ќе бидам со тебе. И тоа било не само за Исус Навин, тоа било и за Божиот народ за Израел, и тоа е за Божиот народ денес за оваа црква. Бог вика, јас ќе бидам со тебе, јас ќе бидам со вас. Во оваа ситуација во која што моментално се наоѓате, на некој начин Бог вика, Мојсей е отсутен, ама јас сум присутен. Немојте толку многу да тагувате по Мојсей што ќе заборавите дека јас сум помеѓу вас. Да, окей, тешко е, да, окей, тагата е реален момент и никој не го одрекува тоа. И верувам дека Бог дава исцеление и дава мир и дава утеха во однос на тагата која ќе чувствуваме, ама никој па да не заборавиме дека Бог е вечен
Бог не се менува. И Бог вика никогаш нема да те остава. Никогаш нема да ве остава. И тоа да не биде извор на сила. Тоа да не биде извор на утеха. Дека Бог е помеѓу нас. И некако некоја си теорија научена од Библијата, као само, да речеме Бог е помеѓу нас, ама да не го чувствуваме. Навистина да го чувствуваме тоа негово действување во нас и помеѓу нас, бидејќи Божјото присуство никој пат не треба да се сведе само на теорија. Пишува во Библијата дека Бог ќе биде со нас, Бог е со нас и ние си продолжуваме со животот така како што бил претходно. Ова Бог е со нас треба да не менува. Треба да биде очигледно. Треба да биде очигледно во животите на поединците кои што се делат црквата, треба да биде очигледно во начинот на кој што црквата го живее својот живот и како се однесуваме едни помеѓу други. Не треба да си дозволиме Божјото присуство да го сведеме само на теорија. Божјото присуство е нешто кое што менува. Таму каде што е Бог, таму ќе има промена, таму ќе има духовен напредок, бидејќи кога Бог му вика на Исус Навин, јас сум со вас, идете во земјата, освоите, ќе видите низ цела книга Исус Навин како израелците напредуваат, освојуваат нови територии и се ја земаат, си ги живеат во ветувањата кои што Бог им ги дава. Денеска, кога ќе речеме Бог е помеѓу нас, што значи тоа? Само Бог е помеѓу нас, ништо повеќе? Или живееме во ветувањата кои што Бог ни ги дал? Кога ќе отвориме Светото писмо и ќе речеме, ќе отвориме Библијата и ќе речеме, еве ги Божите ветувања и бидејќи Бог е помеѓу нас, ова што го читаме тука малце по малце станува реалност во тоа што се случува тука. Ако ова што го читаме тука не се случува тука, во оваа просторија, Божјото присуство сме го сведеле само на теорија. Така пише во Библијата. Божјото присуство таму каде што е, има напредок, има духовен напредок. И кога ќе речеме да, го имаме, кога ќе речеме да, Боже, сакаме ти да бидеш присутен на еден посебен начин, да действуваш помеѓу нас, Бог ќе го направи тоа, доколку сме отворени за тоа нешто. И најдоброто нешто, најдобриот комплимент кој што може да се даде на една црква. Не е дека црквата има добра црковна зграда, не е дека црквата има добро пеење или добри проповеди или што и да е. Туку дека кога ќе дојде некој, ќе погледне страна и ќе рече Бог е присутен помеѓу нив. Не има добри поуки. Бог е присутен помеѓу нив. Покрај другото тоа ќе се рефлектира во добрите поуки, ама ќе се рефлектира во многу други аспекти од заедничкиот живот. И втората многу важна работа е Божјиот збор. Бидејќи му вика грижливо пази го, извршувај го се она што ти заповеда слугата мој Мојсе, се однесува на законот, не отстранувај се од тоа ни надесно ни налево, туку постапувај разумно во се што ќе преземеш. 8 стих, да не се одделува од устата твоја оваа книга на законот, туку поучувај се од неа дење и ноќе за да го разбереш како ќе го извршуваш се она што е напишано во неа, зашто тогаш ти ќе имаш успех во патиштата твој јумно ќе постапуваш. Начинот на кој што Божјото присуство ќе биде очигледно помеѓу Божјиот народ е преку исполнувањето на Божјиот збор. Не можеме да зборуваме дека во една црква Бог е присутен ако Божјиот збор не се почитува. Не ако Божјиот збор не се чита. За жал некој пат ставаме нагласок на погрешно нешто, тоа е дека само ние треба да го читаме Божјиот збор. Не. Читањето на Божјиот збор никој пат не треба да биде цел. Проучувањето на Божјиот збор треба да биде цел. Примената на Божјиот збор треба да биде цел. И кога во една црква има луѓе кои што проучуваат и го применуваат тоа што го проучуваат, Божјото присуство и како ќе биде очигледно. Не само чиста теорија, туку ќе биде очигледно. Да, ќе може да кажеме Бог е помеѓу нас и не само ние да може да кажеме Бог е помеѓу нас и действува, туку и луѓето од надвор ќе може да речат Бог е помеѓу нив и действува. Не знам што е во таа евангелска соборна црква, не знам што се случува, ама има нешто. Бог работи помеѓу нив. Тоа е најдобрата работа што може да биде кажана за една црква, бидејќи ќе се сетите дека во Стариот Завет, мислам, некаде беше во некој од Мојсеевите книги, кога Бог праќа луѓе да бидат извидници во ветената земја, да ведат ветената земја, стигаат кај блудницата Раав и блудницата Раав им вика: слушаме за вас и трепериме. Сваќаме дека Господ, живиот Бог, е помеѓу вас. И тоа е она кое што нека биде цел за нашата црква. Не слушаме дека ние сме некој нешто,
туку славата му припаѓа на Бог. Како што во Стариот Завет се вика од израелците слушаме дека Бог е помеѓу вас и дека действува, така за нас денеска да кажат луѓето Бог е на тоа место и Бог действува. И знаете, периодов неколку луѓе изразија жал и тага за смртта на Дедо Божин, за смртта на пастор Васе. И добронамерно ме прашуваа кој ќе биде следниот пастор. И тоа е многу, мислам, нормално прашање. Боже, ако се случи во некоја друга црква, најчесто и кога ќе изразам јас, сочувство и би прашал, и сега кој ќе биде следен пастор, бидејќи тоа нормално прашање. Значи не беше ништо злонамерно, туку сака луѓето се интересира. Луѓе кои што не се до оваа црква, ама ја сакаат оваа црква. И кога ќе ме прашаја кој ќе биде пастор, ја најчесто викав не знам и не е важно. И на луѓето беше чудно како може да кажеш дека не знаеш и не е важно кој ќе биде пастор. И го теравме моето, понатаму го продолжувавме и тоа што го велев, секој пат го терав во насока на не е толку важно сега кој ќе биде пастор, колку што е важно како ќе биде црквата. Како црквата ќе реагира на целава ситуација. Ако црквата се обедини во молитва, се обедини во љубов, се обедини во мир, се обедини во заедништво, тоа е пред и над се најважно. Ако ги нема тие работи, а ти кој сакаш донеси го нека биде пастор. Донеси некој од странство, тие што се пастори што имаат мега цркви по 10-20 луѓе кои што знаат и стратегии како да пораснат црква и така натаму сето тоа. Донеси таков џабе. Ако црквата не се обедини. Ако црквата не се обедини под оваа мисла, Бог е со нас. Бог е со нас и не повикува да продолжиме напред. Во Излез 33 глава 15 стих, Излез е книгата кај што читаме за Мојсе, почетоците негови. И Мојсе ги води израелците низ пустината, значи ги вади од Египет, ги води низ пустината и почнуваат овие да прават проблеми и на момент изгледа како Бог да дига раце од нив, како да се оддалечува од нив и во 33 глава 15 стих Мојсе, мислам 33 глава Мојсе и Бог разговараат и Бог на некој начин му вика на Мојсе толку од мене. Готово, јас со овие веќе не можам, знаеш? И вика што ќе правите на некој начин и Мојсе му вика Господе, ако ти не дојдеш со нас, ма ние не се мрдаме од овдека. Мојсе знаел дека најважното нешто во ситуацијата е Божјото присуство. Боже, ако ти не дојдеш со нас, ако твојот благослов не почива врз нас во цела оваа ситуација, ма џабе ни е се останато. Знаел дека најважното е Божјото присуство. И Бог нека ни даде таква свесност нас денеска. Боже, ако твојот благослов не почива во цела работа, џабе ни е се. Ама врз основа на новозаветните ветувања на светописните ветувања може да кажеме не Боже, ако ти не си со нас, нема да одиме никаде, туку Боже, бидејќи ти си со нас, ќе продолжиме напред. Не ако ти не си со нас, Боже, бидејќи ти си ни го метил твоето присуство, ние ќе продолжиме напред. И тоа се однесува како на ситуацијата со која се соочуваме како црква, така и на секоја ваша лична ситуација кај што Мојсе веќе го нема. Боже, бидејќи ти си со нас, ќе продолжиме напред. Бог е со нас и затоа ќе продолжиме напред. Тоа ќе ни даде сила, тоа ќе ни даде утеха тогаш кога е тешко, тоа ќе ни даде мир, тоа ќе ни даде радост и ќе не подкрепи за патот кој што тек следува пред нас.